Ја би почнал од последниот дел, значи повеќе фактори влијаат на квалитетот на градбите. Се разбира, можеби и најзначаен меѓу нив е законската регулатива, поточно во овој случај законот за градба, потоа да речеме би влијаело квалитетот на проектната документација, според кој се изведуваат и се градат самите објекти, квалитетот на материјалите кои што се вредуваат, стручниот надзор, значи следењето во текот на градбата на самите објекти, дали се постапува согласно она што е пропишано во техничката документација. Потоа е интересот на инвеститорите, не може да се заобиколи. Значи, инвеститорите нормално работат за профитабилност некаква и они би требало да најдат разбирање, да не прават компромис помеѓу квалитетот и профитабилноста во овој бизнис. На крајот е обученоста на кадрите кои што работат, тука се подразбира редовно следење на најновите достигнувања технолошки во делот на постапките, методологијата на градба, потоа материјалите кои што се применуваат и така натаму. Што значи, кратко кажано, еден комплекс од повеќе фактори кои што влијаат и самите допринесуваат до некаква степен, што рековте вие, или квалитет кој што се очекува. Морам да кажам дека законот за градба го споменав прв и ќе продолжам. Истиот представува добра основа, моменталниот или актуелниот закон за градба, добра основа доколку истиот се спроведува доследно во сите фази. Проблемот кај нас е, според моје мислење, дека не секогаш се почитуваат сите фази и одредби што се дадени со законот за градба. Вината е во системот. Според мене недостига, да речеме, контролата и санкцијата. Значи, сведоци сме самите дека имаме евидентни проблеми некогаш со градбите, да не ги споменуваме поединечно, меѓутоа не гледаме завршеток на тие ситуации, некакви санкции да се преземат, за да понатаму сите учесници во градбата бидат по-сериозни во својот пристап и своите професионални обврски. Законот за градба исто така има одредени недостатоци, значи веќе 8 години се збори и многу малце се работи за носење на нов закон за градба. Имено, според моје мислење, час поскоро треба да се валоризира тоа и да се реализираат тие заложби и да се претечат во еден современ, модерен закон за градба, налик на оние што се во европските земји. Постојат многу, да речеме, дефекти во постојниот, да речеме, еден од тие примери е дека инвеститорот кој што гради, истиот самиот го одредува проектантот, го избира проектантот, го избира надзорот и го избира ревидентот кој што ќе работи на проектот. Се случува една иста фирма да има повеќе керки фирми, да речеме, кои што го завршуваат целиот процес во сите фази, а што не секогаш вродува со тој квалитет кој што го бараме. Така да, тоа е за законот за градба, можам и за проектната документација. Проектната документација е клучниот фактор, исто е како и законот за градба го регулира и самото проектирање. Имено во законот за градба не се пропишува кој точно проектант и со какви квалификации треба да ги проектира одредени објекти. Па се случува помали проектантски бироа, со 1 до 2 проектанти, да речеме, да проектираат сложени објекти, што не би требало, и без доволно референци, да речеме. Така да, има одредени недоречености, кои што, како што кажав, со измени или носење подобро на нов закон, целосно нов закон, би имало простор да се разрешат. Значи, стручната јавност е многу гласна и веќе подолг период дискутира нормално во рамки на овие здруженија што ги спомнавме. Тука е пред се Комората на овластени архитекти и инженери, како професионално тело на сите инженери, е партнер во процесот на носење на измени во законот за градба, односно предлози од страна на стручната јавност и од страна на членовите на тие здруженија.
Исто така, во рамките на комората се преземаат исто активности за, да речеме, носење на правилници, кои што ќе го помагаат процесот на проектирање, ревизија, стручен надзор и така натаму. Она што реално се случува е дека многу малце разбирање од, да речеме, од власта и од самата влада и од ресорните министерства, овие предлози едноставно не наоѓаат на поголемо разбирање и некаква имплементација. Последниот документ што се донесе во рамки на комората е ценовникот за инженерски услуги, а е поврзано секако со првото прашање што го споменавме за квалитетот и факторите кои влијаат врз квалитетот на градбите, затоа што не може да очекувате дека еден инженер кој што не е соодветно платен за некоја дејност или за некоја работа ќе произведе соодветен квалитет во тоа. Така да треба да тргнеме од повеќе аспекти за да едноставно ги подигнеме условите, а со тоа ќе се подигне и квалитетот на самите градби. Значи, стручната јавност е тука, стручната јавност е партнер на власта, тие, да речеме, документи, правилници, закони мора власта да ги донесе. Тука не треба да постои дилема. Значи, еврокодовите се најновите европски стандарди, имено се и најсовремени стандарди кои што во светот се повеќе наоѓаат примена, и тоа не само во земјите од Европската унија за кои што примерно се наменети, туку и многу земји ширум светот ги применуваат истите кодови и ги користат како законска регулатива, техничка регулатива за проектирање. Значи, еврокодовите се стандарди за конструктивно проектирање, значи тие го уредуваат делот на проектната документација во сите делови, да речеме, незини, и во нив се преточени повеќе годишното, 50-60 годишното искуство на европските земји во делот на градежништвото. Што значи, нашите стандарди во однос на еврокодовите се застарени и час поскоро треба да ги примениме, односно да ги ставиме во примена еврокодовите, затоа што со сигурност на таков начин ќе се обезбеди, како што рековме, и квалитетот на градбите и ќе се поедностави процесот на изградбата. Она што е тешко за јавноста или за стручната јавност, да речеме, е да ги прифати тие еврокодови и затоа што практично тие предлагаат еден нов начин на проектирање или размислување кога е сигурноста во прашање. Значи, многу посеопфатен начин и истиот се разбира треба да произведе подобри резултати и посигурни објекти. Потребно е да се изгради или да се подсетиме дека треба да изградиме одреден систем кој што ќе врши контрола моментално според постоечкиот закон, после и така наречен член познат 4А, со кој што институцијата ИЗИС, Институтот за земјотрешно инженерство и сеизмологија, инженерска сеизмологија, е надлежен за контрола на објектите и тоа е во ред. Самата одлука таа или законско решение ги подобри односите во делот на изградбата, меѓутоа сметам дека не е доволна мерка. Не можеме да генерализираме, значи не можеме да кажеме дека градбите не се сигурни и така натаму. Нормално постојат индикации одредени кои што упатуваат на едно или на друго. Меѓутоа генерално можеме да констатираме дека таа мерка во минатиот период произведе одредени резултати во делот на безбедноста, сигурноста, меѓутоа сметам дека може уште повеќе да се направи со формирање на некое државно тело кое што ќе може таа контрола по-целисходно и посеопфатно да ја прави. Клучот е во контролата, ја спомнавме во дискусијата неколку пати. Контролата мора да се врши секојдневно скоро. Надзорот, стручниот надзор е одговорен за контролата на изградбата. Практично тој е
и да речеме застапник на инвеститорот, што значи инвеститорот треба да е заинтересиран неговиот објект да биде изведен според проектната документација со соодветната сигурност на објектот, што некогаш и не е случај, така да мора да имаме некаков тип на надворешна контрола, дополнителна, која што ќе го обезбеди процесот. Моментално контролата, како што кажав, ја врши ИЗИС и во неколку фази, да речеме на почетокот на започнувањето, практично со започнувањето на градбите, потоа во процесот на градбата и на крај пред завршување на самиот објект, они се задолжени да ја вршат контрола. Се работи за изворедно тешка и обемна задача. Капацитетите на ИЗИС се ограничени, меѓутоа јас сега не би говорел за нивните, да речеме, обврски и надлежности. Би сакал само да кажам дека треба поорганизирано да се настапи во тој дел. Да, ова е многу дискутирано прашање. Имено Киче Охрид е практично децениски проблем, односно децениски објект кој што се гради. Суштината е во тоа што, според моје мислење, ваквите објекти кои што се капитални се прилично сложени објекти за изведба, поготово оваа делница што ја кажавте од коридорот 8, тоа е делницата Кичево Охрид, затоа што се работи за изворено сложени теренски услови и постојат повеќе фактори повторно зашто, да речеме, овој проект цел се пролонгираше во еден децениски проект. Суштината е дека се влезе прилично неподготвено во изградбата на објектот, што значи немаше доволно изведени истражни работи, тие геотехнички истражни работи, за да се дефинира средината во која што ќе се извршуваат тие градежни работи, што е основно и многу битно. Потоа проектната документација не беше соодветна, па имаше потреба од дневно репроектирање, што се случи на еден или два наврати. И на крајот тука се, би кажал, и стручниот надзор во делот на, да речеме, следење на и решавање на тековните проблеми, како што реков, секојдневно. Меѓутоа и изведувачите. Изведувачи се македонски компании, кои во тоа време не беа подготвени за еден таков проект, затоа што ви кажав, искуството на локалната градежна индустрија, како да кажам, и фирмите, е прилично ограничено со тоа што не настапуваат на проекти надвор, туку се ограничени овде во нашата земја, а со тоа немаат многу искуство, па кога ќе се појави еден проект како што е Кичево Охрид сложен, се бараат и соодветни кадри, изведувачи со соодветно искуство за да можат да изведат. И на крајот, да не заборавам, сакам да го споменам и управувањето со проектот, кој е во надлежност на јавното претпријатие за државни патишта или скратено ЈПДП. Мислам дека и кај нив не достигаше одреден капацитет управувачки, значи знаење на инженерскиот кадар, па и екипираност или бројност, да речеме, на истите, за да можат да го следат тој проект и без поголеми задоцнувања да го реализираат. Сите овие фактори допринесува да имаме еден проект кој што е Кичево Охрид, кој што трае прилично долго. Мора да знаете дека во одредени фази градбата се забрзува, па застанува, значи не е комплетно стопирана изградбата на објектот, меѓутоа се на сееве говориме за некои 10 години. Реализацијата е околу 81%, фактичката реализација на терен, што значи преостанува околу 16-17% да речеме, за да се реализира, и мислам дека рокот кој што е сега зададен, последниот рок, со крајот на 2026 дека практично успешно ќе се заврши овој проект и сите граѓани ќе можеме да го користиме тој автопат до Охрид. Тоа е одлично прашање и е дискутирано исто доста во стручната јавност, што реков, во професионалната фела. Практично овие градби кои што ги споменавте, тоа се доградбите, наградбите, реконструкциите и санациите на објектите,
представуваат едни од најсложените задачи во градежната практика. Имено се работи за објекти кои што треба да се приспособат, односно новоградби кои што треба да се приспособат на постојаните објекти кои што се изградени претходно и статичките системи, да речеме, да се прилагодат на истите материјалите и технологиите на градба. Што само по себе бара еден сериозен пристап и учество на многу искусни инженери. Во праксата постои мислење дека таквите објекти се едноставни и дека може дури помалку искусни инженери да ги прават, за разлика од новоградбите, што не е случај. Случајот е практично спротивен. Според мене треба најискусните инженери да бидат проектанти и изведувачи на такви објекти, затоа што во себе вклучуваат различни контроли и прилагодување на новиот и стариот систем, да речеме, конструктивен на тие градби. Исто што е тука поврзано со законската регулатива, за реконструкција практично ви треба дозвола за градба и ви треба проектна документација за да го изведете, значи кажано едноставно ви треба проект. Многу од луѓето кои што ги вршат овие надградби, доградби така натаму, ја избегнуваат таа обврска со тоа што наместо реконструкција градежната активност ја нарекуваат санација. Разликата е во тоа што за санација практично не ви треба никаква проектна документација, значи го водите и го градите објектот без соодветна проектна документација и тука е просторот и главното прашање колку во такви услови без проектни документации може да гарантирате за сигурноста на одредените објекти. Да, и ова е дискутирано многу пати, сакам да го искажам само своето мислење дека уште при реализацијата на проектот Скопје 2014 и, како што реков, реконструкцијата на фасадите, пошто се работи за сериозен зафат, значи не е тоа санација, практично се градеа нови фасади на старите фасади, во голем дел тие беа потпрени или изградени на нови конструктивни елементи кои што треба да соработуваат со постојната конструкција, се користеа несоодветни материјали, односно материјали со технички спецификации кои што може да се каже и не одговараат комплетно на барањата кои што беа поставени, да речеме, или генерално се земаат во предвид кога се изготвуваат такви објекти и фасади. Така да, според мене беше неминовно да дојдеме до ситуација кога ќе се јават одредени проблеми, бидејќи тие на крајот на криштата тие конструкции се изложени на сите атмосферски влијанија низ годините и како резултат на нив тие материјали е и очекувано на некој начин да покажат одредени слабости, како што рековте, деформации, пукнатини, дули и рушење на одредени помали делови. И тука мислам дека треба што поскоро да се покрене некаква иницијатива во која што ќе се направи оценка или проценка на стабилноста на тие објекти и фасади. Тоа може да биде од некое стручно тело, организација и така натаму, кои што ќе излезат со конкретни мерки за типот на санацијата или евентуално замената која што треба да се изврши на тие објекти. Дали ќе биде тоа санација или замена, едно е јасно дека самата акција, да речеме, или самата повторна реконструкција ќе има сериозни финансиски ефекти, односно има одредено одчинење.